Пред точно една година, 360 степени истражуваше и објави како претходната локална власт во Охрид поништи детален план и со така наречен општ акт ја претвори населбата Лагадин во село, што овозможи меѓу куќите да никне хотел. Меѓутоа, законот кажува дека со поништувањето на урбанистичкиот план треба да се донесе нов урбанистички план, а не општ акт. Изградбата тогаш привремено запре, делумно под притисок на јавноста, делумно под притисокот на УНЕСКО за строга регулација на крајбрежјето. Се работи за свесна државно-мафијашка активност во злоупотреба на највредниот ресурс, кој што во Охрид е суперпониран. Тоа е просторот, природното благо и културното наследство. Една година подоцна, во која се смени локалната власт, 360 провери, дали се смени и нешто друго. Во време на снимањето на првата сторија посветена на Лагадин, оваа градба одзади представуваше само гол градежен скелет. Уште тогаш, дел од надлежните од експертската јавност апелираа дека конечната форма на хотел не смее да ја добие. Но денеска, една година подоцна, внатре се веќе забележливи ѕидови кои формираат простории, а завршен е и делот каде што е предвиден лифт. Ова горниот дел го немаше од оваа страна за лифтот што е горе дигнат. На старото место се наоѓаме со стариот соговорник, Мирослав Котевски. Додека зад нас се протега спорното здание, зад Мирослав и мештаните на Лагадин се протега година помината во преписки со надлежните, година на многу затворени врати, но и протести пред прозорците на новата локална власт. Градоначалникот искажа спремност дека и се поларизира на наша страна, рече дека апсолутно не разбира и дека дека сочувствува со проблемите, со тоа што го адресиравме со тој протест и толку беше. Значи, ние на неколку пати после тоа баравме состанок да видиме што се случува, дури предлагавме да има нов урбанистички план, значи ние да помогнеме во правење на урбанистички план, да го забравиме тој општ акт, значи сепак не добивме никаков одговор од општината. Трагајки по одговори, и ние тропнавме на општинската врата. За разлика од лани, кога тогашниот градоначалник Бакрачевски не ни отвори, новиот градски татко Јован Стојановски прифати да зборува. Тој беше на страна на лагадинци во предизборната кампања, кои сега му забележуваат што не се поништува општиот акт со кој Лагадин стана село, а со тоа и простор за ваква градба. Она што е надлежност на градоначалникот, ние тоа го исполнуваме и цело време. Уште во времето на мандатот на претходниот градоначалник, кога е издадено и од кого е издадено одобрението за градење на споменатиот објект, се носат по препорака на Државниот инспекторат за урбанизам при Министерството за транспорт и врски се носат решенија за ништовност на одобрението и во моментов ние сме во иста една таква ситуација, тоа е дека е донесена ништовност на одобрението за градење на овој објект. Но проблемот е што има и несогласување во самите институции. Додека градежните и урбанистички инспектори се изјаснуваат изградбата да престане, второстепената комисија при Министерството ја уважува жалбата на инвеститорот и одлучувањето го враќа во општинската надлежност. И така веќе неколку пати. Стојановски вели дека општината секогаш одлучувала градењето да се стопира. Општината си реагира постојано и навремено во склад со своите законски обврски и должности, а тоа е испраќа инспекција со која што доколку се утврдат одредени градежни активности кои што не треба да се извршуваат, веднаш се стопираат и се поднесува нормално пријава против него. Тоа цело време се прави во континуитет. Значи, две работи се во моментов ингеренција на општината. Прво, да одлучува правно по одлуките на второстепената комисија и препораките на второстепената комисија да повторно носи решение, а во секој случај се носело, значи во сите 5 случаи се носело решение со кое што се огласува за ништовно одобрението и втората димензија, вториот правец на делување на локалната самоуправа е да ги испраќа градежните инспектори на терен, во случајот еден градежен инспектор.
Во Лагадин сепак не се согласуваат дека општината прави се што може, особено не кога е во прашање инспекцијата. Неколку пати отидов во градежна инспекција. Градежниот инспектор ми вика: знаете што, па јас дојдов на ова место, човек кој со искуство, 15-20 години во градежништво. Мене веќе 6 месеци не ми е предаден предметот за Лагадин. И јас сакате да ви го предадам предметот? Мислам, тој е ваш проблем во општината. Што е? Значи, избегнуваат едноставно да дискутираат за Лагадин, избегнуваат да едноставно го решат проблемот. Најдобар доказ за нивното тврдење е што спорниот објект полека се доградува. Например, во моментот на снимањето, на сила е одлука изградбата да биде запрена. Според кажувањата на Котевски, инвеститорот гради за време на викендите, кога не постои ризик да се појави било каква инспекција. Како и лани, најголемата надеж на Котевски за навистина да запре изградбата е Уставниот суд, кој пак веќе долго молчи. Општиот такс фактички го дадовме до Уставен суд. Повеќе од година и пол, 2 години, значи, општиот так не е дојден на дневен ред на Уставниот суд. Зошто? Не знам. Се обидуваме да добиеме информација, меѓутоа нема информација за такво нешто. На одлука од Уставен чека и градоначалникот, бидејќи откако на Толевски му успеа, сега и други жители на Лагадин пројавуваат амбиција да го искористат општиот акт и да доградуваат нескладно со крајбрежниот амбиент. Се додека не е завршена постапката за законитоста на во случајот општиот акт, се до тогаш тој е во сила. Тоа е едноставно одговорот. И ние не смееме да постапуваме спротивно на општиот акт. Во случај кога Уставниот суд ќе го заврши, ќе ја заврши постапката, ќе оцени дека општиот акт е вон сила, во тој случај сите издадени одобренија се одземаат. 360 се обрати до уставните судии. Седницата закажана за оваа среда повторно ќе помине без Лагадин на дневниот ред. Ни потврдија дека предметот е кај нив, но немаа коментар зошто веќе година и пол е на чекање. Додека Уставниот суд молчи, став побаравме од стручната јавност. Повторно се обративме кај архитектот и урбанист Мирослав Грчев. Мислењето дека за хаосот со надлежностите се виновни лошите закони не му е променето. Она што е променето е дека експертското тело од кој самиот беше дел изготви нов закон за урбанистичко и просторно планирање, со кој треба да се регулира правниот хаос и да се заштитат ваквите подрачја. Тој треба сега само да помине низ владина седница и да иде на собрание. Меѓутоа, цело време, гледате, се појавува нешто што ни е поважно. Дали се тоа уставните промени, дали е тоа договорот или некои други судбоносни прашања решаваме, а со домакинлакот, со судбината на нашиот простор, на нашите населени места, изгледа имаме помалце време и помалце внимание. Навидум локалниот проблем на Лагадин одблиску го следи и граѓанската иницијатива Охрид СОС, која се занимава со заштита на охридското културно, историско и природно наследство. Одлучувањето на Уставен суд е од голема важност, ради тоа што како ќе се одлучи за овој објект, така најверојатно Лагадин и понатаму ќе се развива. И не само Лагадин, ќе се развиваат сите делови во тој дел на Охридското езеро, каде што едноставно се гради без жал. Речем, се гради без да се има никакви обзири према тоа што Охридско езеро е заштитено од УНЕСКО како еден од ретките екосистеми во Европа и во светот. УНЕСКО во една од своите 18 препораки за заштита на Охридското подрачје недвосмислено става до знаење дека е неопходно запирање на сите големи градби што го нарушуваат центарот и крајбрежјето на Охрид. Што ако препораките не се испочитуваат? Едноставно ќе се донесе акт дека Охрид и езерото и градот се бришат од културното и природното наследство, светското културно и природно наследство. А може би тоа некој го сака. Тогаш веќе немаме никакви обврски према УНЕСКО, немаме никакви обврски да имаме некакви си мораториум за градба.
тогаш ќе се направи Охридско езеро, односно градот Охрид ќе се изгради онака како што некој сака да биде, како што некој го замислува да биде изграден, а не онака како што е оставен, да речеме, илјадници години нанасед, да со своите 365 цркви, со својата тврдина, со своите убавини и културни и природни убавини околу него. До крајот на годинава, Македонија и градот Охрид треба да поднесат извештај до УНЕСКО што е направено околу препораките. Лагадин е само еден од проблемите чие затворање не се надзира.